Пушави глави! Пушави глави! Книгата служи за, ако нешто не знаеме, ќе прочитаме и ќе знаеме. Книгата служи за да ако нешто не знаеме, да се извадиме книгата и да прочитаме за да ја знаеме. Книгата служи за да нешто научиме повеќе и за да научиме нешто друго. Книгата се создава да почнеш да пишуваш некој текст и после така што ги пишуваш текстовите ќе отидеш таму кај некој и ќе ти ја спојат книгата и имаш книга. Книгата се создава кога ние сакаме да напишеме некој текст, сме писател и пишуваме некаков текст и го после одиме ги спојуваме текстовите што сме ги напишале, ги печатиме и создаваме книга. Книгата е најубав подарок за секоја дете. Книгата представува најдобриот пријател на човекот. Пушави глави! Месецот создава во една ноќ. Потребни се месеци и години да ја напишеш. Треба редовно да ја читаме. Процесот не е лесен да ги напишеш книгите, иако таа се чита за неколку часи. Не може секој човек да напише книга, зашто тоа треба 5 години да се пишува книга. Постојат книги на сите јазици во светот. Секогаш неа го пополнуваме своето слободно време. Не се чита само книгата во слободно време. Тоа не го може секој, туку само луѓето што имаат големо трпение. Книгата е нашиот најдобар пријател. Затоа тие луѓе што прават книги прават многу големи вредности. И ние тоа треба да го почитуваме. Треба децата редовно да читаат книги. И така децата ќе бидат попаметни и подобри. Книгата е најголемо богатство за секој човек. И од секоја книга можеме нешто убаво да научиме. Таа треба се чита постојано, бидејќи ќе ни го збогати речникот. Нема ништо поубаво од тоа. Книгата е нешто што навистина може да не оттргне од секојдневието, да заборавиме на сите грижи, а при тоа да научиме некоја убава приказка, да прочитаме некоја убава песна, дали е тоа поезија или проза, зависи каков вид на книга, дали е роман. Меѓутоа, читајќи книги, се збогатуваме како личности, си го подобруваме собствениот речник, се продуховуваме со еден збор. Книгите се нешто што сите треба да ги читаме и да ги применуваме. Бушави глави! Имајќи во предвид мојата професија, јас пола ден го поминувам со деца, работам како тренер и многу си ги сакам децата, затоа што децата имаат посебна искрена енергија, што ние возрастните во текот на времето ја губиме таа искреност и чистота на мислата и на духот. Пораката моја ќе биде дека секое дете треба да спортува. Тоа е влог во сопственото здравје. И порачувам на сите дечиња пред се да научат да пливаат, затоа што тоа е една љубов према водата, едно градење чувство према водените површини. И дете кое што знае да плива и дете кое што се занимава со спорт, се учи на дисциплина, се учи на убави навики, се учи на социјализација со другите деца во клубот, се учи на една радост, се учи на една одговорност, дали ќе освои медаља, дали нема да освои, се учи на борбеност. Значи, спортот дава само убави карактеристики кои што подоцна во животот многу ќе им значат на децата. Така да им порачувам да спортуваат и да живеат здраво. Бушави глави, бушави, 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 бушави глави!